70% од компаниите кои користеле субвенционирана енергија од државата не ги намалиле цените на прехранбените производи. Поради нив, сега и оние ги почитувале правилото ќе плаќаат поскапо за струја. Бидејќи владата ја укинува помошта, изјави министерот за економија Крешник Бектеши. Помеѓу 60 и 70% од фирмите ги задржале истите цени во однос на месецот ноември пред да стапи во сила одлуката за субвенционирање на струјата. Затоа, откако ќе заврши овој месец, како што предупредивме, Министерството за економија ќе предложи на владата да донесе одлука за укинување на оваа мерка. Изјави Бектеши. Оваа намера на Министерството за економија ќе биде добра за државата бидејќи ќе ослободи дел од финансискиот товар, но на граѓаните ова нема да им донесе ништо, бидејќи главната поента, односно намалување на цените, претежно не се случи. Не само што нема намалување, некои од производителите, како на пример пекарите, најавија нови изголемувања на цените на левот. Дали ќе бидат единствени во оваа намера е крајно неизвестно. Па сега, клучно е дали ќе има покачувања, а не намалување на цените. Но, доброто, кое го најави Бектеши, е следново. Мерките за основните и средните училишта ќе останат. Тоа го ветивме. За јавните општински претпријатија ќе останат до крајот на кризата. За компаниите, предлогот на Министерството за економија до владата ќе биде да ги укине и тие средства, да ги користи за поддршка на граѓаните, особено за оние кои немаат големи приходи. Најави министерот.